Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е извршниот директор на Сојуз на стопански комори на Македонија, господинот Митко Алексов. Господин Алексов, какви ќе бидат последиците врз македонскиот бизнес сектор, случувањата во Грција и евентуалниот банкрот на земјата? Значи, Грција како наш сосед, како наша соседна земја, веќе неколку години се соочува со сериозни економски, меѓутоа и финансиски проблеми. Сепак треба да имаме во предвид дека Грција веќе извесен период е помеѓу 5 трговски партнери со кои остваруваме надворешна трговска размена. Значи, како економски партнер треба да се земе во предвид сите или било какви негативни движења во грчката економија. Очекувано е да има одредени негативни или позитивни, во зависност од ситуацијата, рефлексии и врз македонската економија. Значи, спрема последните информации, значи во четвртокот Грција не успеа да ја врати онаа рата од 1,6 милиарди долари према Меѓународниот монетарен фонд, и тоа не значи дека земјата е во банкрот, меѓутоа има една карактеристика која се нарекува технички банкрот. Реномираните светски кредитни агенции реагира експресно и веќе ја категоризира Грција во земја со категорија C-, односно држава која не е во можност да ги сервисира своите долгови, односно да ги плаќа своите обврски према доверителите и према странство. Постојат неколку сценарија. Сега не може да предвидиме кој сценарио би се остварило, меѓутоа, како што рековте, при евентуален банкрот или при евентуално излегување на Грција од еврозоната, промена на валутата и така натаму, тоа не е едноставна работа. Значи, према одредени предвидувања на реномирани економски експерти, конкретно Универзитетот Оксфорд, а и наши експерти што ги имаме во наши експерти од земјата, значи при една таква валутна промена за очекување е да новата национална валута на Грција претрпи девалвација од 45% до, према некои предвидувања, и 85%. Значи, тоа е сериозна работа. Потоа, при една ваква валутна трансакција, валутна промена, предвидувањата дека грчкиот бруто домашен производ ќе падне за 10%, исто тоа е сериозен економски удар врз земјата. Меѓутоа, вакви валутни промени не се случуваат преку ноќ. Значи, тоа е една посложена операција. За македонските компании во ваков случај треба да се има во предвид дека при девалвација ќе има поевтинување на грчкиот извоз. Значи, грчките производи ќе бидат поевтини за да се пласираат на пазарот. Тоа значи дека постои можност за поголем пласман на грчки производи кои би биле поевтини нели во Македонија, меѓутоа од друга страна пак и увозот за Грција во оваа констелација ќе поскапи, така да тоа е и некоја можност и за македонските компании. Значи, во колку одредени производи од Европската Унија сега веќе ќе бидат скапи како производи за увоз во Грција, тогаш може и одредени наши производи да бидат конкурентни, односно поевтини, кои би можеле да се пласираат на грчкиот пазар. Значи, минатата година некде околу 894 милиони долари беше трговската размена помеѓу Македонија и Грција, каде што трговскиот дефицит, значи со Грција имаме негативен
трговски биланс, значи нашиот извоз беше 227 милиони долари, а увозот од Грција 667 милиони долари, значи имаме дефицит од околу 440 милиони. Према податоците од Заводот за статистика во првиот квартал негде размената е 151 милион во двата правци и тоа е помалку споредено со првиот квартал од минатата година. Ќе видиме како ќе се одвива надворешно трговската размена со Грција, меѓутоа тоа ниво околу 700-800 милиони, па еве и до 900 милиони некоја година, традиционално го имаме како трговска размена. Промената на валутите или излегувањето од еврозоната за Македонија, за нас како економија, гледано пошироко од европски аспект, па и не е така добро, затоа што може да предизвика домино ефект во Европската унија и во еврозоната и истото да се случи, нели, во блиска иднина или за известен период на време и во Италија, Шпанија, Португалија, така да ќе имаме една состојба на неизвестност. Хипотетички, ако Грција не излезе од еврозоната и продолжи моменталната криза која што има зафатено, какви последици тоа ќе остави врз извозно-увозните текови на овие две земји? Па ако состојбата остане каква што е сега, односно ако евентуално се договори Грција со кредиторите за пролонгирање, за прифаќање овие на мерки за штедење и така натаму, во зависност од нивната одлука како да се продолжи натаму, во колку останат во еврозоната, трговските односи ќе се одвиваат на начин и на ниво како што и сега се одбиваат, значи таа веќе не е позната ситуација. За нашите компании моментално во оваа состојба како опасност е одложување на одредени плаќања или доспеани побарувања кои ги имаат од грчките компании, бидејќи гледаме дека банките се затворени, не функционира банкарскиот систем, така да нашите компании треба да го очекуваат тоа дека може да има одредени одложувања, значи не велиме дека нема да се плати, меѓутоа треба тоа да се има во предвид, а во понатамошното работење секако тоа ќе зависи од фирма до фирма врз основа на нивната индивидуална одлука како ќе соработуваат со партнерите од Грција. Дали ќе се обезбедуваат со одредени финансиски гаранции, дали со авансни плаќања, тоа ќе мора да се има во предвид, затоа што гледаме има сериозни финансиски проблеми работењето со Грција. Дали моменталната криза ќе остави некакви траги и последици врз транспортот на добра? Ние очекуваме дека надворешна трговската размена во било која варијанта помеѓу нас како две соседни земји ќе продолжи, ќе се види во кој облик. Значи претежно нашиот извоз се состои од металната индустрија, текстилната индустрија, дел прехрамбена, градежни материјали. Значи тука сме ние конјунктурни, така да оваа надворешна трговска размена и ќе продолжи. Транспортот е тој што ги транспортира добрата, така да во тој дел не очекуваме некои драстични промени. Колку ќе се одрази должничката криза во Грција врз инвестициите во земјава, ако се има предвид фактот дека таа е на високо рангирана на листата на инвеститори во Македонија? Значи, главните инвестиции од аспект на вредност на Грција, ако се погледне статистички, се во 2007-2008 година. Значи, во последниве 4-5 години, значи, слободно може да кажеме дека и нема некоја посериозна грчка инвестиција, меѓутоа сепак има инвестиција во градежниот сектор, нели Русија, потоа има во банкарскиот сектор, има инвестиции во текстилниот сектор, прехрамбениот сектор. Во колку дојде до евентуална валутна промена, ние во Сојузот на стопански комори мислиме дека тоа нема да биде причина за повлекување на
грчките инвеститори од Македонија, значи не очекуваме да дојде до такво нешто, затоа што ние како економија сме конкурентни. Значи од сите аспекти, и од аспект на бизнес клима, и од аспект на инфраструктура, и од аспект на работна сила. Така да може да дојде во зависност од развојот на ситуацијата во иднина и до зголемување или до нови инвестиции од страна на грчки компании во Македонија. Ќе видиме како ќе се одвие. Каква поука треба да извлече Македонија од грчките грешки со задолжувањата, имајќи в предвид дека последните податоци покажуваат оти земјава е задолжена во странство со 6 милиарди евра? Ви благодарам за разговорот. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање. Видете дека должиме 6 милиарди евра, тоа треба да се расчлени, значи колку е јавен долг према банките странски кои се тука, према компаниите кои имаат земено кредити од своите принципали, а колку е она central government debt, што го викаат, или долг на државата и владата, значи тоа е према званичните податоци на подносливо ниво во моментов помеѓу 34-35% од бруто домашниот производ. Постојат дискусии дали е тоа многу или малку како процент за Македонија, бидејќи ние сепак сме мала економија, иако критериумите од Мастрихт дозволуваат околу 60% надворешен долг од бруто домашниот производ. Значи сега ние се движиме во одредена граница која е поднослива, оперативна. Добро е да не се задолжуваме и понатака, да го држиме ова ниво на долг, за да можеме редовно да го сервисираме, што како држава го имаме и докажано со сега пред се со превремено враќање на нашиот долг од преостанатите рати за 1,5 година порано према Меѓународниот монетарен фонд. Претходно имавме враќање на долгови и према Лондонскиот и према Парискиот клуб, и не случајно сме во категорија на ББ+, значи земја со стабилна економија која може да си ги сервисира своите обврски. Конкретно кога споменавте како некое искуство од Грција, премногу трошење кое не е во корелација со перформансите на економијата. Значи да не навлегуваме сега во детали, меѓутоа има такви некои поволности, да речем, во последните 20 на години за грчките граѓани, кои, па и ние вака кога сме оделе во Грција, малку ни било чудно и сме мислеле дека перформансите на грчката економија се толку големи да гледаме ваков финансиски напредок на нивните граѓани. Сега гледаме дека тоа не е така, дека не е врз основа на реални параметри, туку врз основа на надворешни задолжувања кои достигнале ниво на 175% од бруто домашниот производ. Тоа за една економија како Грција е многу голема. Значи да не навлегуваме, меѓутоа пензионирање со 62 години старост, потоа разни бенефиции кои ги добиваат вработените и во јавната администрација и така натаму, така да тоа не е реално. Едноставно се покажа дека грчката економија немала капацитет за нешто такво. Тоа е искуството кое ние треба да го имаме во предвид, значи колку што може да заработиме, толку и да потрошиме. Ви благодарам за разговорот. Молам. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.